Да, се е во ред. Само, знаеш дека сум многу зафатен. Огнен? Марија? О, Боже! Дојди со мене да се поздравим. Сигурен си? Јас веднаш се враќам. Толку многу ми е драго што те гледам. И мене ми е многу мил. Не сум те видел со години. Па како си? Што правиш? Дали си добар? Па еве, како што гледаш, сега се занимавам со градежништво. Се одежени пред 10 години. А ти како си? Јас сум супер. И јас сум омажена, имам дете. А ти? Дали имаш дете? Да, сега си имам керкичка. Едва чекам да си одам дома. Дени си го прославуваме 7-миот роденден. Многу ми е мило. Нека е честит роденденот и голема да расте. Потребни ми се тие документи. Веднаш. И не сакам да слушнем за ништо друго. Јас сега морам да одам. Многу ми е мило што те видов. Ти чувај се и биди добар. Па, кој беше тоа? Можеш ли да замислиш? Излегував со него многу одамна, уште во средно училиште. Многу ми е мило што го видов. Навистина? Па, предпоставувам, срекне си што се омажи со мене. Инаку ќе беше сопруга на некој што работи во градежништво, а не сопруга на милионер. Па, така ли? Само затоа што денес си успешен милионер. Не треба да заборавиш дека на почетокот не беше во состојба да си ги платиш сметките. И само затоа што денес носиш скап костим. Не треба да заборавиш дека на почетокот не знаеш да си ја наместиш краватата. И да, мил мој, денес имаш прекрасен дом кој двајцата го создадовме. Но тоа не треба да те натера да заборавиш како на почетокот преживувавме. Ти сега си успешен човек со разработен бизнис, но не заборавај колку труд вложивме и двајцата за да го постигнеме ово што е денес. Така е, во право си. Да не беше ти дел од мојот живот и да не се грижише за работата и семејството, немаше да бидеме ова што сме денес. Хајде, да одиме на ручек со киркичката. На овој свет доаѓаме без ништо. Така си заминувам. Во текот на животот, некои од нас градат своји компании, купуваат огромни куќи и скапи коли, подозволуваат славата да им го помати умот, дека се подобри од некои други. Треба да запаметиме дека не е важно во колку голема куќа живееме, или пак колку пари имаме во банката. Сите завршуваме исто. И кога ќе станеш успешен, не треба да заборавиш на оние кои верувале во тебе и кои биле покрај тебе, кои си немал ништо. И оние кои ти помогнале да станеш, секогаш кога си бил на дното. Тоа се луѓето кои ќе бидат покрај тебе за секогаш, без разлика на се.